Го препуштаме збор на братот Паул. Through the grace of God and in His mercy, Со Господовата благодат и неговата милост we have entered in a new Sabbath, a new day of rest. влеговме во нова сабота, во нов ден на одмор. You know, in the Bible, the prophet Ezekiel is saying that the Sabbath is a sign for those who are sanctified by the Lord. Is a sign of sanctification. Како што знаете, во пророкот Езекиел пишува дека саботата е знак за оние кои што се посветени на Господа или знак на нивното посветување. This truth we must have always in mind. Ова вистина треба секогаш да ја имаме на ум. Because if a man is not wishes, his mind, his soul, his heart is not wishing for righteousness. Бидејќи ако умот, срцето, душата на човека не бара, не посакува праведност, even he's stopping from the work from Friday afternoon till sunset, till Sunday at sunset. Значи дури и да ја прекинува својата секојдневна работа од петок со залез на сонцето до почетокот на неделата, He is not keeping the Sabbath. тој не ја држи саботата. So those who are keeping in reality the Sabbath Оние кои што во реалноста ја држат саботата are those who are letting God to work in them His righteousness. се оние кои што му дозволуваат на Бога во нив да ја гради неговата праведност. Nobody can say, I keep the Sabbath if he is not allowing God to work in him, both to will and to think. Никој не може да каже дека ја држи, ја посветува саботата, ако не му дозволува на Бога да работи, да делува внатре во него, во неговото срце, да сака да ја твори волјата Божја. And always when the Sabbath is coming, И секогаш кога одново доаѓа саботата, we must always have in mind not the rest, the physical rest, секогаш треба да го имаме на ум не толку физичкиот одмор, but the rest of the soul from the burden of sin. туку одморот на душата од бремето на гревот. So our happiness that Sabbath is coming Нашата среќа или радост со доаѓањето на саботата should be a sentiment in regard to the rest. треба да биде едно чувство, едно доживување во врска со одморот, But rest not after a work, after a job, but after a fight with temptation, after a fight with Satan. значи не толку одмор од физичката или било која друга секојдневна работа што ја имаме, туку одмор од сите искушенија кои што во текот на седмицата ги имавме, нашата борба со сатаната. When the second rest is accomplished in our life, Кога овој втор одмор се оствари, се исполни во нашиот живот, for sure the second is also accomplished. When the second rest then the after the first, struggles, the first is then the first. тогаш исто така и првиот одмор ќе биде исполнет. So always have in mind, in the beautiful day of the Sabbath, that God is giving us a rest and peace. Do not be troubled in our struggle with sin. Имате, значи, секогаш на ум дека во убавиот саботен ден Господ ви дава мир на умот, на душата и да не бидете загрижени или вознемирени во текот на саботниот ден. We are continuing now with our subject and we'll try to finish it in this night.
the great controversy theme in the Bible and in the spirit of prophecy writings. Продолжуваме со нашата тема за големата борба, која што ќе ја завршиме вечерва. And I want to look and to read the passage that is on the screen, on the wall, for example. Ќе го прочитаме првиот цитат од Духот на пророштвото, кој што ни е тука представен. Цитат од списите на Елена Вајд во врска со 1888 година, односно во врска со пораката за оправдание со вера, што прв пат беше изнесена таа година. Како што Христос беше прославен на денот на Педесетница, исто така повторно ќе биде прославен во завршното дело на Евангелието, кога тој ќе подготви народ кој ќе може да ги издржи последните проби во завршната битка од големата борба. As you can see, the preparation of a people, of a church, to stand the final test, како што можеме да видиме, подготовката на црквата или на народ кој што ќе може да го издржи последната проба, последното искушение, has as a result the glorification of Christ. ќе ја има за резултат Христовата прославувањето, ќе го има за резултат прославувањето на Христа. And that's why always we must pay attention to the workings of Christ in the church and in our life. Затоа секогаш треба да обрнеме внимание на Христовите дела во црквата и во нашиот поединечен живот. Last evening we have seen that Christ is working to perfect a church. Синоќа видовме дека Христос делува или работи за да ја усоврши својата црква. And we saw also that he's working as high priest. И го видовме исто така неговото дело како првосвештеник. His work in the sanctuary from above. Неговото дело во светилиштето на небото. It is in connection with his working in our souls and in our lives. Е во тесна врска со неговото дело во нашите души, односно во нашите животи тука на земјата. Let's look now to a passage from the great controversy. Да прегледаме сега еден цитат од големата борба, од книгата Големата борба. 623 страница. Сега, додека нашиот поглавар свештенички врши помирување за нас, треба да настојуваме да бидеме совршени во Христа. Дури ниту со една единствена мисла нашиот Спасител не попуштил пред силата на искушението. Сатаната наоѓа во човечките срца некое место што може да го искористи како свое упориште. Се одгледува по некоја грешна желба во која неговите искушенија покажуваат својата сила. Но Христос рекол за себе: иде кнезот на овој свет и во мене тој нема ништо. Јован 14:30. Сатаната не можел да најде во Божиот син ништо што би му овозможило да извојува победа над него. Исус ги одржал заповедите на својот Отец и кај него немало греф со кој сатаната би можел да се послужи во своја корист. Тоа е состојба во која мора да се најдат сите што сакаат да се одржат во времето на големата неволја. Please look again to John 14:30. Погледнете го уште еднаш овој стих, Јован 14 глава 30-тиот. You can see it on the screen. Го имаме, значи, тука. The prince of this world comes, he has nothing in me. Иде кнезот на овој свет и во мене нема ништо. Тој во мене нема ништо. Jesus had somewhere at 33 years when he died. Исус бил некаде на 33 годишна возраст кога умрел. And after a life of 33 years, и по живот, земски живот од 33 години, while he was waiting for the cross, додека го очекувал крстот, for his sacrifice in behalf of humanity, неговата жртва за човештвото, he was looking back in his life, гледајќи наназад во својот живот,
And in his present moment life, и во сегашноста, значи наоѓајќи се пред Голгота, во последната пролет, and he made a declaration тој ја дал следнава изјава, that Satan has nothing in him. дека сатаната во него, во Христа, нема ништо свое. Do you remember that we have said that the answer of God to Satan's allegation was sending Jesus in the likeness of sinful flesh? Се сеќавате од средата кога рековме дека првиот Божји одговор кон сатанските обвиненија беше да го испрати својот син во тело слично на грешното тело. And Christ in sinful flesh condemned sin in the flesh, showing И Христос во ваквото грешно тело го осудил гревот во телото, покажувајќи на тој начин that when a man, even if he has a fallen human nature, unites with God, дека човекот, иако има падната човечка природа, кога е соединет со Бога, can overcome sin. може да го победи гревот. So, to Satan's allegation that man, after the fall of Adam, cannot keep the law, Значи, на сатанската изјава дека човекот по Адамовиот пад во грев повеќе не може да го држи законот, God demonstrated himself, Господ демонстрирал, самиот покажал, manifesting himself in the sinful flesh, се манифестирал себе си, значи дошол во грешно човечко тело, that overcoming sin is a дека possibility. е можно да се победи гревот во такво тело. Do you remember that I have asked you Дали се сеќавате дека ве прашав that God intended or not intended to do a second demonstration or to have a second argument for Satan's allegation? Дали се сеќавате кога ве прашав дали Бог имал само еден одговор на сатанските обвиненија или имал уште еден потоа? And I said that we won't answer now, but we will study further, and after that we will answer to the question. И реков нема веднаш да го одговориме тоа прашање, туку прво ќе проучуваме низ цитатите, а дури потоа ќе дадеме одговор на тоа. So now I want to answer to this question. Сега дали би сакале да одговорите на ова прашање? And we have the answer in the writings of Ellen White. It is about the last from this quotation, the last phrase of this quotation. Одговорот го имаме, значи, во последната реч, да. When Jesus said that the prince of this world come, he has nothing in me. Кога Исус рече иде кнезот на овој свет и во мене тој нема ништо. Ellen White continues, Satan could find nothing in the Son of God that would enable him to gain the victory. Елена Вајд продолжува и вели, сатаната не можел да најде во Божиот син ништо што би му овозможело да извојува победа над него. There was no sin in him that Satan can use in his advantage. Во него немало греф со кој сатаната би можел да се послужи во своја корист. Now pay attention to what follows. И сега обрнете внимание на следната реченица. This Тоа is the condition in which those Тоа е состојбата во која мора да се најдат сите must be found who shall stand in the time of trouble. Сите што сакаат да се одржат во времето на големата неволја. This Тоа is the condition, the state. Тоа е состојбата. Which this? Која е таа состојба? Jesus condition, Jesus state. Состојбата во која што бил Христос. No sin in him. Немало греф во него. From this quotation, we can understand that God wants to respond to Satan's allegation with another answer.
Од овој цитат, значи, разбираме дека Господ сака да му одговори на сатаната, на неговото обвинение, со еден друг одговор. When his son was manifested in the flesh, Кога неговиот син се јавил, дошол во човечко грешно тело, he showed that humanity combined with divinity do not commit sin. покажал дека кога човечката природа е соединета со божеството, значи со божествената, таа не може да стори греф. But at the end of the earth history, Но на крајот од земската историја, he will have a church, a people, тој ќе има црква, односно народ, and with them he will make the same demonstration. и со тој народ Господ ќе ја направи истата, ќе ја покаже, ќе ја манифестира, значи истата демонстрација. So all of us are called to be part of this demonstration. И сите ние сме повикани да бидеме дел од таа демонстрација. That's why Ellen White is speaking about our high calling. Затоа Елена Вајт зборува за нашиот висок повик. I don't know if you feel the importance of this calling. Не знам дали ја разбирате важноста на овој повик. But if you not, please ask in prayer God to give you this responsibility and importance. Но ако не ја разбирате, ве молам, побарате од Господа во молитва да ви ја даде таа одговорност, тоа чувство и разбирање на незината важност. Because in a very short time God will finish the history of this earth. Затоа што за кусо време Господ ќе ја заврши историјата на овој свет. And his church will shine as never before. И неговата црква ќе заблеска како никогаш порано. The church will be ready for her final battle. Црквата тогаш ќе биде подготвена за незината завршна битка. She will enter in her final battle. Таа ќе влезе подготвена во својата последна битка. Overcoming for the last time. Победоносна битка, победувајќи за последен пат. Let's now see another passage from the Great Controversy. Да погледнеме сега уште еден цитат од големата борба. 425 страница. Оние што ќе живеат на земјата во времето кога Христовото посредување горе во светилиштето ќе заврши, ќе мораат да стојат пред светиот Бог без посредник. Јас се извинувам што малце ќе упаднам овде во говорот на братот Паул. Ова што тука го тврди Елена Вајт, повеќето денешни адвентистички теолози, доктори, не го веруваат и отворено го порекнуваат. И дури се исмеваат на ова учење. Ќе ја повторам првата реченица, ќе продолжам понатаму. Оние што ќе живеат на земјата во времето кога Христовото посредување горе во светилиштето ќе заврши, ќе мораат да стојат пред светиот Бог без посредник. Нивната облика ќе мора да биде чиста, а нивниот карактер очистен од гревовите со неговата крв. Со Божја милост и со трудолюбиво настојување мора да бидат победници во борбата со злото. Додека на небото се врши истражен суд и додека од светилиштето се отстрануваат гревовите на покајаните верни, меѓу Божиот народ на земјата мора да се изврши посебно дело на чистење, отстранување на гревот. I think it is clear for every one of us. Верувам дека е јасно за секој од нас that when Jesus will leave his job, his ministry more exactly, in the heavenly sanctuary, дека кога Христос ќе престане да ја врши својата служба, својата посредничка служба во небесното светилиште, he will have on the earth a righteousness church, a perfect church. Тогаш во тој момент на земјата тој ќе има своја совршена, праведна црква. That who will sin no more. Која што повеќе нема да греши
значи секој од нив поединечно. So he will leave the sanctuary and his ministry as high priest Тој ќе го напушти светилиштето и својата првосвештеничка служба only when he can trust in a church. тогаш, значи тој ќе го стори тоа, ќе го заврши своето посредничко дело, тогаш кога ќе може да се довери на својата црква, ќе може да и верува на својата црква. We can trust in their decision to sin no more. Ќе верува во нејзината одлука повеќе да не греши. Now, I want to ask you something. Сега би сакал да ве прашам нешто. Who do you think in reality is an Adventist? Во реалноста, кој сметате дека е адвентист? We waiting for Jesus to come, Ние кои што чекаме Христос да дојде, or Jesus waiting for the church? или Исус кој што ја чека цело време својата црква да дојде некаде? We are saying we are waiting Jesus to come on the earth and to finish the earth's history. Ние велиме, чекаме и го очекуваме Исуса Христа да дојде на земјата и да ја заврши земската историја. We are waiting to go home. Чекаме да дојде Христос да појдеме со Него дома. We are waiting the time when the troubles and sorrows on everything what is Го wrong очекуваме there will pass времето away. кога неволите, тагите, сите овдешни искушенија ќе бидат минато. But the No. real person who waits is Jesus. Вистинската личност која што чека е Исус. He waits for the church to answer to his callings. Тој чека неговата црква да се отповика, да одговори на неговите повици. He waits for everybody from here and not only us to stop sinning. Тој чека секој еден од нас, не само ние тука, да престанеме да грешиме. And that's why Jesus is the only real Adventist. Затоа Исус е единствениот вистински адвентист. When indeed we are beginning to fight with sin and, Кога навистина ќе почнеме да се бориме со гревот and agree to die and Christ to live in us, и се согласиме ние да умреме за Христос да живее во нас, that he can work in us God's righteousness, за да може тој во нас да ја изгради Божјата праведност, only then we can say that we are Seventh-day Adventists. само тогаш ќе можеме да кажеме дека сме адвентисти на седмиот ден. Because the seventh day of the week, the Sabbath, Затоа што седмиот ден од седмицата, саботата, is the sign of sanctification. е знакот на посветувањето. And only those who waits the return of Jesus are Adventists. И само оние кои што го чекаат Христовото враќање се адвентисти. Knowing that the return of Jesus Знаејќи дека неговото враќање is delayed by a people or a church who continue to live in sin. знаејќи дека неговото враќање се одложува постојано заради црквата, заради неговиот народ кој што продолжува да живее во грев. So when we will decide to have a war with sin, Кога ќе одлучиме навистина да стапиме во војна против гревот, then we can say that we are waiting Jesus. тогаш ќе можеме да речеме дека го чекаме Исуса. Now we step to another point Сега преминуваме на следната точка, entitled The Great Controversy Theme and the Righteousness by Faith Message. насловена како темата на големата борба и пораката за оправдание со вера или праведноста преку вера. The Ellipse of Truth.
Добро. Барав македонски збор. Нека биде липсата на вистината. And I want you to show something, and I will go there to explain to you something. Би сакал тука да ви покажам нешто и да ви објаснам истовремено. What you're seeing here is an ellipse. Значи гледаме една елипса овдека. Right? Така? Do you know which is the definition of this ellipse? Дали знаете што е математички дефиницијата на елипсата? Што е елипса? There is somebody who studied this at school and remembers. Дали некој се сеќава од тоа што сме го учеле во школа? It was a long time ago. Two focuses. Okay, so the ellipse has two foci. Значи, елипсата има два фокуса. And the ellipse is defined as И таа е дефинирана како wherever this red spot will be on this line. Значи, било каде да се наоѓа оваа црвена точка на затворената линија, Always секогаш the distance, this distance, растојанието помеѓу едниот фокус до неа D1 plus this distance, this плюс растојанието на другиот фокус до неа, will be always the same. секогаш збирот на тие две растојанија ќе биде секогаш ист. So if this point is here, D1 plus D2 will be one number, for example. Значи, збирот D1 плюс D2 If this red ќе spot биде секогаш ист. Било каде да се наоѓа таа црвена точка на линијата, will be the same number, ќе биде истиот резултат. here the same, here the same. И ваму и секаде. Now, Сега, let's suppose that we will have this black line as it is. да претпоставиме сега дека ќе имаме само затворената црна линија, како што е, But we move this green spot a little on the left or a little on the right. и го изместиме едниот фокус малку налево или малку надесно. What follows is that D1 plus D2 will not have the same amount of sum. Ако го направиме тоа како резултат, збирот D1 плюс D2 нема да го дава истиот резултат како порано. And we don't have an ellipse. И во тој случај нема да имаме елипса. When we look at this drawing and we will say it is ellipse. But if these two foci are not put in a right position, there is no ellipse here. Значи, ако овие два фокуса не се наоѓаат на соодветните вистински места, то оваа затворена линија нема да биде елипса. Now, Сега, this is a simple thing from mathematics, ова е една едноставна работа од математиката. but it has application in a lot of theological subjects. Меѓутоа има примена во многу теолошки теми. So let's go back to the slide, yes, and Да се вратиме на претходниот слайд. I want to consider that the great controversy theme is a focus, and righteousness by faith message is another focus. Би сакале да разгледаме дека големата борба, темата на големата борба е едниот фокус, а оправданието со вера, пораката за праведност преку вера е другиот фокус. And to consider these two focis as an ellipse. И овие два фокуса, значи, што ги споменавме, големата борба и оправданието со вера, да ги замислиме како фокуси на една елипса. So, if you modify something to one of them, Значи, ако промените нешто во едниот од тие два фокуса, we don't have the ellipse. нема да ја имаме елипсата. But let's say that this ellipse is the truth who has two focis. Да речеме дека ова елипса представува вистината која што има два фокуса. If we move one of them Ако from his position, изместиме еден од тие фокуси од неговата позиција,
Not much, but a little. Не мора многу да го изместиме, барем малку, многу малку. We will not have the truth. Ние нема да имаме повеќе вистината. And I want to give you an example in this evening. И ова вечер би сакал да ви кажам, да ви дадам еден пример за тоа. Okay, we go to the passage from review. Manuscript release is Review. Okay, Review and Herald. Значи ќе го прочитаме првиот цитат од списанието Преглед и гласник 1 април 1890 година. Неколкумина ми напиша, вели Елен Вајд, прашувајќи ме дали пораката за оправдување со вера е третата ангелска вест. И им одговорив, да, тоа навистина е третата ангелска вест. Okay, we have read this only to understand that righteousness by faith can be found in the third angel message. Ова само го прочитавме како потврда за тоа дека оправданието со вера или праведноста со вера може да се најде во третата ангелска вест. And not only that he can find there, but righteousness by faith, it is the third angel message. Не само што праведноста со вера може да се најде во пораката на третиот ангел, туку праведноста со вера е суштината на третата ангелска вест. Now we read the next quote. Преминуваме на следниот цитат. Секоја карактеристика на третата ангелска вест треба да се објавува во сите делови на светот. Оваа вест е вест на проба. Примена со искрено срце ќе се покаже како противотров за сите човечки гревови и јадови. На светски добро. Okay. Do you remember that when we started to study the great controversy theme, дали се сеќавате кога почнавме да ја проучуваме оваа тема за големата борба? we have seen from the Bible that the real problem of Lucifer was Christ and the law. Како видовме од самата Библија дека вистинскиот проблем што го имал Луцифер на почетокот бил Христос и Божиот закон. But when we speak about the law, we speak about righteousness. А кога говориме за Божиот закон, говориме за праведност. So the problem of Satan was Christ and his righteousness. Значи, проблемот што го имал сатаната бил Христос и неговата праведност. The war started in heaven was shifted on the earth. Војната што започнала на небото се префрлила тука на оваа земја. The same war, the same implication. Истата војна, значи иста примена. And in this war, God gave an answer through Jesus. И во оваа војна Господ дал одговор преку Исуса, во Исуса. Now he is working to have the same answer and to offer the same answer through the church. Сега Господ делува да го даде истиот одговор на сатаната, но овој пат преку неговата црква. So we have the great controversy theme. Значи имаме темата за големата борба And righteousness by faith. И оправданието со вера. They are in connection. Тие се во врска. Yes. Во взаимна врска, да. Because the righteousness because the war in heaven started because Lucifer had another definition for righteousness. Бидејќи самата војна, големата борба на небото започнала затоа што Луцифер имал и сакал да воведе една друга дефиниција за праведност. God said that he cannot change the definition of righteousness. Бог рекол дека не може да се промени неговата дефиниција за праведност. He made the demonstration through Jesus in this regard. И тој тоа го демонстрирал, го покажал преку Исуса Христа. And now God wants to make the same demonstration. И сега Бог сака да ја направи истата демонстрација, using men and women who pass through the valley of sin. користејќи мажи и жени кои што минуваат тука низ плачната или солзната долина. And they must declare that the righteousness of God, it is not necessary to be changed. Значи, сега и Божиот народ тука на земјата треба да покаже на дело дека Божјата праведност не може да се измени.
in order that happiness and peace to characterize the universal family. За да може среќа и мир за секогаш да ја красат, да го одликуваат целото небесно универзално семејство. That's why the heavenly universe has the focus on us, on the church. Затоа целиот небесен универзум се фокусира на нас, на црквата. Because they want us to vindicate the character and the righteousness of Christ. Бидејќи небото сака да види црквата, како црквата ќе го одбрани Христовиот карактер и Христовата праведност. Now, if Satan will succeed Ако сатаната успее to shift, to move one of the focus, ако сатаната успее да го измести барем едниот од фокусите, од двата фокуса, he will destroy the complex of truth, the truth in his complexity. кога би успеал во тоа, тој би го уништил целиот комплекс на вистината. We are going now to a slide where we will have some images. The present one. Поминуваме на слайдот во кој што гледаме само слики. Го поминуваме овој. Now, there are three images who are saying the same thing and one who is saying something different, a different story. Гледаме три слики кои што кажуваат една иста работа и последната слика која што кажува различна. Now, in the first Има различна порака. upper image is not necessary to comment something. Everybody knows what is there. Првата слика горе, лево горе, нема потреба да коментираме, сите знаете за што станува збор. But please pay attention to the two which are under it. Но обрнете внимание на двете слики лево долу. What do we have there? Што гледаме тука на нив? Do you remember how we began to study the subject? Се сеќавате како почнавме да ја проучуваме оваа тема? About Lucifer, who was a covering cherub. Се сеќавате кога зборувавме дека Луцифер беше едниот од двата херувими што ја засолнуваа Божјата слава кај ковчегот. About a woman who gave birth to a son. Зборувавме исто така Откровение 12 глава за жената која што се породи со машко дете, Who had the mouth under her feet. која што имаше месечина под незините нозе. What we see here in these two images is Mary, not Mary, but somebody believes it is Mary. Фигури од Мери. Yeah, okay, символика, no. Оно што гледаме, значи, на долните слики се кипови или фигури од Дева Марија. She is sitting on an ark. Како таа седи над ковчегот на заветот. On the mouth. Mouth. Here. Moon. Excuse me. Аха. The moon under her feet. И на втората долна слика се наоѓа месечината под незините нозе. She is sitting between the cherubs. Таа седи помеѓу двата херувима, значи над ковчегот. You understand? Разбирате? Now I want you to know something. Сега би сакал да знаете нешто. In this religion, Во оваа религија, the sinner is going to say that he's sorry and to ask for forgiveness. во оваа религија грешникот изразува жалење за гревот и бара прошка. He will go to a priest, to a pope, or to Mary. И за да добие прошка ќе отиде кај свештеник, кај папата или кај Дева Марија And ask forgiveness of sin. и ќе побара прошка за гревот. Somebody is telling to him that he is forgiven, Некој ќе му рече дека му е простено and he goes home to continue to sin. и таквиот грешник се враќа дома за да продолжи да греши. Only to coming back to ask forgiveness for sin. И потоа повторно да отиде кај свештеник и да бара прошка за гревот To go back and sin again.
И после тоа да се враќа повторно на грешен живот. This reality can be found also in evangelical cults or churches, let's say. И истата оваа стварност можете да ја најдете и во протестантските евангеличките цркви. We believe in Jesus. Ние веруваме во Исус, His trust, His sacrifice is enough. неговиот крст, неговата жртва е доволна за нас. If we believe in Jesus, He will save us. Ако веруваме во Исуса, Исус ќе не спаси. But Но the priesthood ministry of Christ свештеничката служба на Исуса Христа is not like this. не е ваква како во овој концепт, ова сваќање. When Jesus forgive us, Кога Исус ни простува, He sanctify us. тој не посветува. He gives us power over sin. Тој ни дава, со самото простување, тој ни дава сила, моќ против гревот. In these images we have in front of us Во овие ликови што ги гледаме пред нас имаме two mysteries, and I want you to identify them. гледаме две мистерии или тајни и би сакал вие да можете да ги идентификувате кои се тие две тајни. Please tell me these mysteries. Кои се овие две тајни што ги гледаме тука на овој на целиот слайд? Of the mystery of sin and mystery of godliness. The mystery of godliness, Значи тајната на побожноста, тоа е во десната слика, and the other one is in regard и тајната на гревот или беззаконието. which is the mystery that identify us. Која тајна не одликува нас, нашиот живот? Under which mystery we are living our life. Под која тајна или мистерија се одвива нашиот живот? They seems to be identical. Наводно изгледа дека се идентични, исти. Ark, cherubs, Имаме ковчегот, ги имаме херовимите, месечината, sorry, forgiveness. жалење за гревот, простување. The difference between these two Но разликата помеѓу овие две is that in the ministry of Christ, in Eh, the mystery of godliness, што во Христовата служба, во тајната на побожноста, Jesus is offering to us His righteousness. Исус нам ни ја дава неговата праведност. Not only forensic, Значи, не само некое правно, legal, да, if you законско, can find the word for this, but in reality, туку, значи, само правно некое простување или туку на вистина ни ја дава неговата праведност. now I want you to see what's happened if we move just a little one of the focus. Сега би сакал да видиме што би се случило ако изместиме, само за малку изместиме еден од овие два фокуса. There was a time in the history of the Seventh-day Adventist Church Имаше едно време во историјата на Адвентичката црква in United States of America and also во Соединетите американски држави и пошироко во светот, when we were considered to be a sect. we still but not so. As far as I'm concerned, they still are. They changed something. Кога адвентистите на седмиот ден биле сметани за секта, јас велам и ден денес. And when we were identified to be a sect, we didn't find pleasure in this. И ние нам не ни беше мило кога не нарекуваа секта.
And we wanted to change something. И заради тоа сакавме да промениме нешто. And we have changed. И променивме. Now, We are still a sect, so what what's the you see difference? here, yeah, What's I the know. difference? You changed something, what's the difference? You're still a sect. George Snyder is still a sectarian. Okay. So what? What you have in this image is a paper released by Biblical Research Institute in August 1989. Овде гледаме една страница, еден напис од Институтот за проучување на Библијата при Генералната конференција од август 1989 година. Now, do you know what means Biblical Research Institute? Знаете што значи ова Институт за проучување на Библијата? Is the highest, most scholastical institute in theological research. Значи највисокиот стручен институт за проучување, теолошки институт во Адвентистичката црква. Now, I want you to see what is written here. Би сакал да видите што тука е запишано. Ова е превод на еден извадок, значи од таа страница. Додека отпадот секогаш го зема својот данок, еден од потешките притисоци врз црквата на остатокот денес е ефектот на разделување на одредени сегменти на црквата кои покрај тоа исповедаат посветеност на Христа и на завршувањето на мисијата на црквата. Овие членови заземаат одредени ставови во врска со Христовата човечка природа, природата на гревот и науката за оправдување со вера во контекст на последното време. Бидејќи адвентистичкиот народ како целина не ги дели истите погледи, оние првите мислат дека црквата отпаднала од верата на пионерите. Некои дури предлагаат дека организираната црква не ја исполнува повеќе улогата на црквата на остатокот како што се наведува во пророштвата. Во некој поглед, сегашната ситуација е слична на искуството на раната црква на Ерусалимскиот собор. Црквата на Адвентистите на седмиот ден на глобално ниво има еднаков став врз 27-те основни верувања, резиме на основните библиски учења и настојува да го држи членството околу Спасителот и оваа срцевина на библиски вистини. Посебно наведените теми, споменати погоре, не се дел од ова резиме, значи човечката природа, така на Христовата човечка природа и така натаму. Црквата на глобално ниво на овие теми никогаш не гледала како на битни теми. Значи, за Генерална конференција, Христовата човечка природа не е битна тема. А Елена Вајт, вчера читавме, вели дека човечката природа на Христа е се за нас. Не гледала како на битни теми за спасение, ниту за мисијата на црквата на остатокот. Во Библијата овие теми не заземаат централно место, недостасуваат информации и постојат изразени разлики во гледиштата на посветени христијани и на обете страни. Не може да има цврсто единство во рамките на глобалната црква на Божиот народ на остатокот, се додека сегментите кои ги имаат овие гледишта ги агитираат истите како во Северна Америка, така и во прекуокеанските дивизии. Овие теми треба да се тргнат на страна и нашиот народ не треба да се убедува со нив како да се од неопходна важност. Ние не треба да му дозволиме на сатаната да добие предност врз Божиот народ во ова време и да дозволиме вакви работи да креираат поделби и како последица на тоа да ја ослабат нашата мисија и колегијалност. Да се вратиме на почетокот од овој цитат. And I want you to look to the passage. Би сега да го погледнете уште еднаш овој извадок. It speaks about some peoples from the church Зборува за некои луѓе од црквата who hold certain position of some aspect, some ideas. Кои имаат или исповедаат некакви убедувања, некакви верувања, идеи, одредени ставови,
in regard to human nature of Christ, во врска со Христовата човечка природа, the nature of sin, природата на гревот and the doctrine of righteousness by faith. и науката за оправдување со вера. You understand? Ги разбирате че овие три? Okay, we are going to the second one. Скокаме на вториот. Somewhere to the middle, Тука некаде is saying so. The world church црквата на глобално ниво has never на viewed овие теми никогаш не гледала како на битни теми. Видите што тврди Генерална конференција. So the subject of human nature of Christ, Значи, предметот на Христовата човечка природа, the nature of sin, природата на гревот and righteousness by faith и праведноста преку вера не се битни теми за Генерална were конференција. never viewed as subject essential to Дори тврди salvation. дека никогаш не гледала на нив како на битни теми за спасение. And to mission of the church. И ниту за мисијата на црквата на остатокот. А што е битно? You realize what this document, official document, is saying? Може да се разбирате што тврди значи овој официјален документ. It is an attack to the great controversy theme. Значи тука во овој цитат имаме напад врз темата на големата борба. God has sent his son in the likeness of sinful flesh to condemn sin in the flesh. Господ го испрати својот син во тело слично на грешното тело, за да го осуди гревот во телото. To show that divinity combined with humanity does not sin. За да покаже дека кога човечката природа ќе се соедини со божествената, таа не може да стори грев. And our brothers are saying the subject of the nature of Christ is not important. А овие браќа велат дека темата за Христовата природа воопшто не е битна. Also, the nature of sin, they say, is not important. Ниту темата за природата на гревот But не е Ellen битна. White has said, and we have read this, Но Елен Вајт и кажала, и ние го прочитавме тоа, that Satan дека сатаната is working to change the nature of sin делува и се труди да ја промени природата на гревот, односно дефиницијата за in гревот, order to let man to sin. за да им овозможи на луѓето, односно да им даде оправдание, изговор да продолжат да грешат. Се сеќавате, го читавме вчера тој цитат. The document is saying that the scripture is not making from this subject central subject. Че овој документ вели дека во Библијата овие теми не заземаат централно место. But they are part from the great controversy theme. Иако ова се теми кои што се дел, суштински дел на големата борба. Now we go to the third, what is it there? Преминуваме на третиот дел од цитатот. There can be no strong unity Документот понатаму тврди, не може да има цврсто единство if we preach about this subject. ако ги проповедаме овие теми. So, do you understand in what time do we live? Може да разберете од овдека во кое време живееме, When voices from inside of us кога гласови од внатре, од нас, од самата адвентишка црква, are raised against the throne of God. се подигаат против Божиот престол. Those who are declaring that these subjects are not essential for salvation and mission Оние кои што тврдат дека овие теми не се битни за спасение и за мисијата на црквата, are working to destroy работат на уништување the throne of God. на Божиот престол. Do you realize? Дали го сваќате ово?
we have seen from the Bible that law, righteousness is the basis of his throne. Ние видовме од самата Библија дека основа на Божиот престол е Божиот закон, односно неговата праведност. When somebody attack the law or the righteousness, Значи кога некој го засега или чачка во Божијата праведност, that person is trying to attack the throne of God. таквиот се труди на некој начин да го разниша Божиот престол. Can you find the word for this job? Дали може да најдете соодветен збор за ваквото дело што некој го врши? Satan's work. Yes. But Lawlessness. When somebody is trying to take the throne of a king, what? Revolution. They are revolutionaries. Okay. Coup d'état. Another word. Okay, it's okay, revolutionaries, but not this. Another Okay. one. Барам друг збор. Mutiny or rebellion. Uzurpator. Don't say that. Uzurpator. In Romanian is usurpatori. Исто, узурпатори. Велиме и ние. In our midst are people who are trying to destroy the throne of God. Во нашата средина, во нашата црква, постојат луѓе кои што се трудат да го уништат Божиот We престол. go to the next slide and we'll try to move faster. Преминуваме на следниот слайд и ќе се обидиме да побрзаме малку. Two evangelical Christian you have in front of you. На сликата гледате двајца евангелички протестантски христијани од Соединетите држави. Walter Martin, who had a dialogue with some delegates from the General Conference. Валтер Мартин, кој што на времето имал средби и разговори со представници од Генералната конференција на адвентистите на седмиот A ден. very good theologian in United States. Еден добар, мощне, солиден теолог, протестантски теолог во Соединетите американски држави, Who declared that the Seventh-day Adventists are a sect. кој што изјавил, значи тогаш, дека адвентистичката црква е секта. The General Conference have some meetings with him and some colleagues of him. Генерална конференција во тоа време, се работи за 1950-тите години, имала средби со него. The evangelicals asked some question to the General Conference delegates. Американските евангелички протестанти поставија низа прашања до делегатите, представниците на Генералната конференција на They were Адвентистичката црква. amazed by the answers given by Adventists. Биле восхитени од одговорите што ги добиле од страна на адвентистичките делегати, Because what they were saying was not what was written in our books. бидејќи тоа што адвентистичките представници го кажале одговарајќи ги овие прашања на протестантите, на Валтер Мартин, And they не asked, било истото што претходно било се наоѓало во адвентистичките книги. the General Conference to publish a book. И тие побарале од Генерална конференција да издаде книга, And in that book, all the questions that they asked and the answers given to be published. во таа книга значи да бидат да се наведат сите прашања што протестантите им ги поставиле на адвентистите во тоа време и сите одговори што адвентистите им ги дале. This was done. Ова било направено, The time passed. поминало известно време. And Kenneth Samples, who was editor to the magazine of Walter Martin, И Кенет Семплс, кој што бил во тоа време уредник на протестантското списание на Валтер Мартин, wrote in 1988 an article about Adventism. Translate the title. во 1988 година во тоа списание, значи журнал на христијанско истражување, така се вика, објавил еден напис во врска со адвентистите на седмиот ден. За тука гледате Елена Вајт над еден корински столб. Okay, we go to the next slide. I will tell you, we won't read, I will tell you what is written here. Еве што било напишано во тоа издание на протестантското списание. Kenneth Samples is saying that somewhere in the 80s, 50, 60,
two factions emerged from the Seventh-day Adventist Church. Кевин Семплс тврди во тој напис дека некаде во 50-тите, 60-тите години од минатиот век во адвентишката црква се појавиле две фракции. And he gives two names, traditional Adventists and evangelical Adventists. Да, и тој ги нарекол овие две фракции, едната е нарекол традиционален адвентизам, а другата фракција е нарекол евангелскиот адвентизам. Traditional ones are those who are believing what was believed before the meeting of Walter Martin with the General Conference. Традиционален адвентизам е оној адвентизам кој што адвентистите го верувале до тогаш, пред да се случат овие средби со Валтер Мартин. And evangelical Adventism are those who are believing what was taught after this meeting. А евангелскиот адвентизам е оној сегмент кој што, значи, новата теологија, кој што верува други работи, кој што почнале да се веруваат во адвентишката црква после тие средби, после средината на минатиот век. Now, I want to see the differences. We go to slides. Би сакал да погледнеме разлики во следниве два. So, in traditional Adventism, righteousness by faith is understood as Во традиционалниот адвентизам праведноста преку вера се сваќа како as included both justification and sanctification. дека праведноста преку вера ги опфаќа и оправдувањето и посветувањето. So when Jesus forgives us, also He sanctified us. Значи, кога Христос нам ни простува, истовремено нас не посветува. In evangelical Adventism, Но во така наречениот евангелски адвентизам, our standing before God rests in the imputed righteousness of Christ. нашата положба пред Бога се темели само на засметаната праведност на Исуса Христа. Go to the next slide. Преминуваме на следниот слайд. Traditional Adventism, in regard to the human nature of Christ, is saying that Christ possessed a fallen human nature. Според традиционалниот адвентизам, Исус Христос поседувал падната човечка природа, или човечка природа која што и самата имала склонности кон греф. Evangelical Adventism is saying that Jesus had a Евангелскиот адвентизам тврди дека Исус поседувал безгрешна човечка природа, без никакви склонности кон греф. His human nature was sinless. Дека неговата човечка природа била безгрешна. We go to the next slide. Одиме на следниот слайд. Assurance of salvation. Во врска со сигурноста на спасението. Two slides, yeah. Our standing before God, say traditional Adventists, rests both in imputed and imparted righteousness of Christ. Според традиционалниот адвентизам, нашата состојба пред Бога се заснова и на засметаната и на доделената Христова праведност. Значи оправдание плюс посветување. The evangelical Adventism, додека така наречениот евангелски адвентизам declare that our standing before God rests only, but only in the righteousness of Christ. Евангелскиот адвентизам тврди дека нашата состојба и сигурност пред Бога се заснува само на Христовата засметана праведност. Perfection without sin is not possible here. Дека совршеност без греф не е можна тука, од оваа страна на вечноста или на оваа земја пред Христовото доаѓање. So they change a little one of the focus. Значи, овие промениле нешто многу малку го изместиле едниот од двата фокуса. All the system of truth has fall down. И со тоа паднал, го срушиле целиот систем на вистината. We go to slides. Одиме понатаму. Another one. Oh, is the rest? Oh, this is one. Okay, I have to here. This is the last one? No. So, it's not with Ellen White authority, is the one with a passage from the book, Who is the Adventist Jesus? This is it? No, this is about human nature. Okay.
Okay. So it's Okay, this is the same. It's the same? Okay. Okay. Please, what you have here, it's a passage written in a book by a non-Adventist scholar. Ова што го гледаме е еден цитат од книга напишана од неадвентистички теолог. Значи, некој што не е адвентист автор. И тој го кажува следното. Адвентистите го осигура дека цитатите во врска со грешната природа, се мисли од Елена Вајт, или паднатата природа, во иднина нема да се среќаваат во новите изданија, и така и беше. Во годините после средината на 50-тите, терминот грешна природа многу ретко, ако и воопшто, се појавуваше во адвентистичките списанија и новите книги. Во исто време, термините Адамова природа и безгрешна природа се појавуваат многу почесто. Have you understood? Го разбирате ова? We have promised to Babylon Значи, ние му ветивме на Вавилон that we won't speak about the great controversy theme. дека повеќе нема да зборуваме на тема големата борба. It's not my declaration. Ова не е моја изјава. This was understood by a non-Adventist scholar. Ваквиот заклучок го извел и вака биле сватени адвентистите од страна на еден неадвентистички теолог, автор. My dear brothers and sisters, we have an honor to defend and vindicate. Драги мои браќа и сестри, за нас представува чест да го браниме, да го оправдаме ова. Not ours. To vindicate what? One hour to honor to vindicate. What? To vindicate what? Christ. Да го одбраниме Христа. Because the honor of Christ and of God бидејќи Христовата чест и Божјата чест must stand complete in the perfection of the character of his people, if you remember the passage. Ако се сеќавате на еден вчерашен цитат, треба да бидат комплетирани во усовршувањето на Божиот народ тука на земјата. Some time ago, пред известно време I was asked by my former colleague, the president of the conference in which I work, бев запрашан од еден мој поранешен колега, председателот на конференцијата каде што работев во Романија, if in the churches or in the camp meetings where I go to present seminaries, таму каде што одам да проповедам на црковни собори или конференции или семинари, било каде, all the people are repentant. Дали сите луѓе таму се каат, се покајани? All are listening to God's word. Дали сите го слушаат Божјото слово? And I confessed him that no. И јас признав не, дека сите не го прават тоа. Let's suppose that he will find out that I was here. Да предоставиме дека тој ќе дознае дека еве бев и тука кај вас, проповедав и овдека. And he will ask me, и тој би ме прашал, you speak so much about this troubling subject, the nature of sin, the human nature of Christ, righteousness by faith. Ти проповедаш толку многу за овие проблематични теми, Христовата природа, природата на гревот. There in Skopje, the church where you were, дали црквата во Скопје каде што беше, have the same problems as the churches of the conference? го имаат истиот проблем како и легалните цркви на конференцијата? Give me the answer in case that he will ask me. Во случај тој да ме праша вакво нешто, што би ми одговориле? What shall I say to him? Што би ми одговорил јас на него? Okay, this is correct. He's not asking you in details. He'll ask, we have the same problem. Yes or no? Добро, да речеме дека не го интересираат детали, туку дали ги имаме истите проблеми како и
другите адвентистички цркви? Да или не? Okay, if the answer is now yes, Ако одговорот е да, next time when I will come here must be no. следниот пат кога ќе дојдем кај вас, треба да биде не. Agree? Се согласувате? Чекај да видиме дали ќе дојде следниот пат. Добро, Вики има голема вера. So let's be this deal. You will struggle with you and with God. Ајде да се договориме вака, дека од сега натаму ќе се борите со самите себе, ќе се борите со Бога. That other people do not see here the same problems that they have. За другите луѓе да не видат во вас дека вие ги имате истите проблеми што ги имаат и другите надвор. May God offer to you a beautiful Sabbath Нека Господ ви подари една прекрасна сабота and His Holy Spirit. и неговиот свет дух. Have a good night. Имајте пријатна вечер. Амин.